И нас не контролира Државниот завод за ревизија. Не е само премиерот контролиран. И нас не контролира. Значи, не владее анархија во судовите да се трошат пари кои како што сака. Ја имаме ние таа контрола. И добродојдена, и баш ја сакаме да имаме таа контрола. Во поглед на износот на процентот, законското решение е 0,8% од бруто домашниот производ. Никој не го почитувал досега од кога е донесен законот. Дали е потребно 0,8%? Дали е доволно? Не знам. Меѓутоа, имајќи предвид моменталнава состојба на судовите, во смисла на самите згради, самите услови внатре, имајќи предвид докаде сме со дигитализација на судството, нас ќе ни треба долги години, кога ќе може да речеме, сега нема потреба од 0,8%, сега може да се стабилизираме на 0,5, 0,3, 0,4, независно. Меѓутоа, ние сме во толку голема криза финансиска, што ќе бидат потребни години да излеземе од оваа криза. Еве, земете го за пример последниот буџет, 86% од тој буџет е за плати. Само 1,6% за капитални инвестиции. Затоа што нема доволно пари или затоа што толку пари ни дава министерката за финансии. Така сметала. Без да не повика, без да не консултира, иако има законска обврска за тоа, не го направила тоа.